Дечки, се сеќавате ли кога бевме на Еразмус проект во Кипар? Да. Беше интересно. Само патот беше малку тежок. Интересно беше, ама патот 7 сата во Белград, 4 сата во кафана. Да, ама Тешко беше. кафаната беше добра. Фанта Видно беше добра, да. стигнавме. Ама кога влегов во собата тука и 5 сата, цимерите беа заспани веќе. Ама се тој нека збореме за собите, како беше тоа? Хотело беше дечки супер. Многу беше добро. Многу беше убаво, базенот ми се посебно свиѓаше. Да, собите беа средени. Да. Беше топло. И сите бевме Времето на едно беше место. предобро. Да. Да. Хигиената исто беше добра. Сите бевме близко, јадењето беше предобро. Ние имавме време и за навечер да испаѓаме, нели Кат? Да. Да, одевме на плажа, секоја вечер седевме там до не знам до колку саат. Ај. Се сеќавате кога чистевме на плажа? Да. Тоа беше едно од потешките, ама подобро. И многу време ни задржа таа активност. Да. Цел ден. Искрено, потешкиот дел беше кога го разделувавме ѓубрето, отколку кога го собиравме. Ние имаше многу специфични категории на ѓубре, мене тоа. Ја тоа не знаев ни дека така треба да се прави. Да, јас исто. А знаете што ми текна вчера? Театарот за Да. Да, глумите желците. беа многу јаки. Да. Искрено сите добро изглумија И баш беше пресувуваше тоа што се дешава стварно. Да. Читањето во Пафос, читањето во... А во Пафос кога требаше да правиме интервју. да. Јас кога сретнав македонци, тоа беше нешто многу добро. Да. Исто така во малото село во Писури со тасковите кога бевме. И тоа цел ден ни задржа. Да. Тоа беше Ама многу многу беше убаво таму. А после Убаво беше, а многу бевме изморени. Да, да, натрно и беше. после тие вечери не спиев нич, а правевме енерджайзери, сеќавате ли? Да. На фрут селед и на лабиринтот. Да, на 2 Да. сати Која ви спање. беше поинтерес? Па мене и двете ми беа интересни, затоа што мислам дека нашите беа едни од подобри. Да, искрено на сите им беше интересно. И интеркултурната вечер беше тоа. Интеркултурната вечер на Николас многу му стриеше. Да, он највеќе се смееше од сите. Да. А па и јас кога ги прашам другите за играта, ми кажаа дека многу им стриела играта со Асен. Да. Тоа ми беше многу добро. Тоа беше лично како за нив и ми сеќаваш ли на клајмингот Мила? Како може да не се сеќавам, тоа беше една од најстрашните активности што ги имавме. Зашо? Па затоа што беше еден чекор до смртта. Јас така се чувствувам. Како ви беше на вас? Мене ми беше добро, беше само многу беше рано са бајле и Многу беше лошо тоа. Мене ми беше многу. и нема болеше никој цело. опрема. Да. Јас тргнав и се вратив. Да. Ама битно, ако тоа него изоди Ева направи со нас видео за спорт професорот. Да. Да, Мора да, го да покажеме. справите Мораше. во Да Пафос. покажеме дека и во Кипар правиме нешто спортско. Да. Иако не одиме на училиште, секако спортуваме. Професорот, ние иако не бевме на училиште, тој тука цело време не се мараше со Не активност. држеше под конец буквално. Да, не будеше са бајле уште 20 минути пред да почнеме. И цело време се секираше за нешто. За нешто беше цело време за секира. Супер беше бе. И мораше се да биде перфектно. Па беше, па беше. А нигде не сгрешишме ние. Но никогаш нема да го заборавам забавата за испраќањето. Во Писури, кога се собравме сите Да. и се испраќавме убаво и многу беше Да, и емотивно. Катерина си купи дефтерче за Дефтерче. сите да напишат Да, има многу паметни реченици во тоа текст. Да, да.